за една иницијатива да спроведете референдум за една работа која може да ве кошта и здравје, и живот, и загадување на целокупната животна средина во ова подрачје, меѓутоа и пошироко. Значи, ова што ви се случува, не се случува од вчера, од завчера. Се случува од еден период, од 4 години, и јас сакам, и тука ми е една работа нејасна. Како може во 4 години да има детално идеолошки истражувања на теренот на Кожук, а градоначалникот воопшто не извести јавноста, воопшто да не разговара со граѓаните за овој проблем. Или градоначалникот крие нешто позади оваа работа, или службите на градоначалник и царен градоначалник не знаат што му се случува на територијата на општината. Не знам што е пострашно од овие работи. Меѓутоа, како и да е, се соочувате со еден проблем кој добро е што во оваа фаза реагирате и добро е што во оваа фаза почнувате да дискутирате на оваа тема. За разлика од вашите комши во Ново село Босилово, каде што веќе се отвори една концесија за рудник за преработка на злато, каде што они реагираа во една многу задоцната фаза и мислам дека таму не знам дали воопшто ќе можат нешто да изменат, веќе концесијата дадена на една фирма која за жал по сите наши информации не е една иста фирма која што сака да гради и на територијата на општина Гергелија. Многу недоречености има и многу работи има за кои треба да се сомневаме. Јас сакам вечера само да напоменам дека ова што вечера го дискутираме дека е врз база на претпоставки и врз база на она што следи. Веќе ние не знаеме точно што ќе работи оваа фирма, што треба да гради да врши ископ на територијата на општина Гергелија, меѓутоа мораме да предупредиме од опасноста од градба на таков вид на рудници. Сакам да напоменам дека во последните години во Европа веќе одамна воопшто не се отвараат рудници за злато, поради примената на цианидните раствори за лужење на рудата. Значи, ова е еден процес кој врши не само загадување на околната средина, него врши генерално загадување и на почвата и на околните води. Значи, генерално е загадувањето и на пошироката околина, не е само на штерите на ова општина. Локалната самоуправа добро што распишала референдум и добро да се чуе мислењето на граѓаните. Меѓутоа, уште една работа мора да се биде јасно. Локалната самоуправа нема ингеренции да сопре оваа работа што државата ја почнала. За жал, меѓутоа не значи дека граѓаните не можат со понатамошните своји активности да доведат до спречување на изгода на ваков тип на инвестиции во Република Македонија. Уште таа работа сакам да напоменам да не бидеме погрешно разбрани. Ние не сме против инвестиции во Република Македонија, каде што ќе се работат луѓе, каде што ќе има и локалната самоуправа и државата бенефит. Меѓутоа, не со ваков тип на објекти. Ваков тип на објекти кои вршат загадување на животната средина, вршат негативен импакт на здравјето на граѓаните и на другиот жив свет. Ваквиот тип на истражување, веќе сега имаме само истражување и во тоа што имаме како податоци, процентот на злато во овој предлог каде што се испитува за 2 грама на тон. Тоа е поприлично добар процент за оние кои одработуваат ваков тип на руда. Заради тоа што во соседните општини кои што почнува во рудникот и Ловица е негде околу 0,36 грама на тон, а веќе само почнало да се гради рудник. Така да не лаже некој дека овдека вршат геолошки истражувања само заради геолошки истражувања. Значи, иницијативата е добро што кажат дека во овој период да можеме да спречиме издавање на концесија. Ја слушам фирмата која добила концесијата дека они ќе правеле студија за оцена на влијание за животна средина и ред други проекти кои се задолжителни за да се добие одобрение за изградба на такви рудници. Меѓутоа, морам да кажам, иако работам во оваа област долги години, тоа сум и по струка, дипломиран инженер сум по животна средина, изработувам вакви студии за оцена на влијание за животна средина. Не е проблемот што ќе напишеме во студиите и што ќе зацртаме да го почитуваат инвеститорите.
лошо е што после период во изградба, во експлоатација на ваквите објекти, многу малку инвеститорите тоа го почитуваат, односно органите на државната управа, Министерството, инспекторатот воопшто не вршат инспекции во обем како што треба да биде. Затоа мораме да реагираме дека она што е напишано во студиите, она што е напишано во проектите мора да биде спроведено. Знаете, ние може да напишете све дека е најдобро, ако тоа не го почитува и тоа не се спроведува, последиците од загадувањето се многу големи. Исто така, во делот на изработката на проектите мора да се направи и проценка на еколошка штета при изработка на документацијата за вакви рудници, да се предвидат сите штети што можат да произлезат. Пред се тука се мисли на туризмот, бидејќи близко до истокот, тука е ски центарот Кожук, кој за жал воопшто не проработи во природата, беше предвиден. Исто така штетата врз животинскиот свет, штетата врз почвата, врз водата и врз сите други делови од животната средина. Се ова треба да направи пред да почне експлоатацијата на рудникот да почне да работи. Јас не би должел повеќе, Ѓорче тука е простор за моите соговорници да додадат уште некои работи. На крајот ќе оставам постол вратам околу прашање да одговориме на сите ваши насоки. Сакам да уште еднаш да подлечам дека во недела без обзира во што можете поголем број да гласате против изградување на ваков рудник на територијата на општина Гевгелија, меѓутоа тоа не решавате судбината само ваша, него и на вашите генерации кои сега деца или оние кои ќе дојдат на овој свет понатаму. Да ставиме, знаете како, референдумот е успешен, можете понатаму во следните фази да реагирате и за било која друга работа околу делот на изработката на другата проектна документација, посебно околу делот на студијата за установување на животна средина. Тоа е било еден аргумент за да не може ваков тип на објект да се изгради на територијата на вашата општина. Јас ви благодарам на вниманието и се надевам дека понатаму на ваши прашања ќе можеме да отговориме. Добра вечер, почитувани гевгеличанки и гевгеличани и од мене. Нам е задоволство овде што присуствуваме лично мене, бидејќи сметаме дека секоја активност во насока на вистината, се разбира пред се, во насока на заштита на животната средина и на здравјето на граѓаните добра. И сигурно дека одредени активности кои што беа на ова подрачје, кој е предмет на геолошки истражувања, се работи некаде околу 4000 хектари, беше на еден несоодветен и нетранспарентен начин. Овдека имаме еден флајер сега го видов, каде што компанијата Резервоар Минералс Македонија вели вистината пред се. И овдека се повикува на транспарентноста и така натаму, на еколошките права, човековите права, што денес е сосема јасно во развиениот свет, во демократски свет, дека еколошките права се веќе како една понова генерација на човековите права, едни од најбитните човекови права. Бидејќи квалитетот на животот, но и здравјето на самите граѓани зависи од квалитетот на животната средина. Но, токму овде е спортивно. Она што се правеше 4 години на нетранспарентен начин, бидејќи оваа компанија, кажа господинот Мирчевски дека ниту општината, но ниту државата не организираше, не се потруди никакво објаснување да даде на јавноста, затоа што сигурно очекуваа дека ќе има реакција. Така да, иако може би сега, после 4 години има реакции и се разбуди, да кажам, граѓанската свест, добро е и сега. Некој ќе рече, слушаме денеска коментари воопшто во Македонија и овде дека па што ќе правиме, тоа е веќе завршена работа, не може, дали може граѓани? Може да го спречи. Значи, било која власт, а посебно ова на заминување, секоја друга влада е должна да го слуша гласот на граѓаните. Посебно за вакви ситуации. Само ќе ве потсетам дека пред неколку години во Неготино се предвидуваше на сред подрачено каде што беа голем број на лосови насади, да
таму се гради железара, односно погон за топење на метали. И тогаш, исто така, и Пешевски, кој што неколку пати го спомнавме, Ставревски и другите кажуваат дека тоа е некоја политичка хајка, луѓето ќе вработуваат многу работници и така натаму ќе имал просперитет Неготинскиот крај и пошироко и така натаму. Тогаш граѓаните на Неготино и на околината на Неготино со 6000 потписи, значи без референдум, со една петиција од сите политички партии, од не се разбира најголем дел од неопределените граѓани, невладиниот сектор успеа спротивно на ова што го тврдеше Пешевски и другите од владата, дека фактички ова е некоја политичка хајка, дека сака да се спречи економски развој, бидејќи луѓето сватија дека пред се нивното здравје, нивната животна средина, но исто така и другата перспектива која што производство на лозови насади на вино и така натаму е загрозено, бидејќи денеска 20 длабоко сме зачекорени во 21 век. Информациите се достапни, такова што беше спомнато, ја само накратко ви кажам околу начинот на кој што се предвидува на екстрацијата, евентуално ја се надевам да сме убедени дека нема до тоа да се експлоатира руда на овие две локации, така да еколошките права на кои се повикуваат и транспарентност, токму спротивно, каде биле досега, да кажат, ако било се како што велат овде во брошура, да го направат. Го спомнам само како илустрација примерот со Неготино и без референдум граѓаните цврсто, така да ако се граѓаните, ако гиргаличаните се цврсто определени да кажат стоп за загадувањето, за деградацијата на животна средина, дека тоа може и да успее, иако се разбира можеле некои активности порано. Ни една власт не може да се оглуши од ова, како што беше во овој случај. Инаку, Гергелија се наоѓа на прагот на Европската унија, на самата граница, што значи дека Европската унија е светски лидер во заштита на животот, животната средина и животот и здравјето на граѓаните. И таму се многу високи стандарди, а се разбира ние како земја кандидат, делумно од таа регулатива ја имплементираме нормативно, се разбира во пракса би многу потешко, не би смееле да размислуваме поинаку. Не заради Европската унија, туку заради самите нас, заради здравјето на граѓаните, се разбира на сите категории, а особено за идните генерации. Бидејќи одржлив развој, кој што е основен принцип и на економскиот, не само на еколошкиот развој, содржи во себе баланс, односно не дозволува економски развој и социјален развој кој што не е ускладен со принципите на животна средина. Значи не може загадувањето, деградацијата на животна средина да биде, здравјето се разбира на граѓаните, да биде оправдана со било каков економски бенефит. И се разбира самиот овој начин кој што јавноста пошироко во Македонија, дури последните денови го слушна, поопширно, особено ова што се предвидуваше дека екстрацијата ќе се врши со цијанид, која што е забранета се разбира во Европска и кажам. Но не само во Европа, туку 14 држави со тенденција уште поголем број во Јужна Америка забранија ваков начин на експлоатација, особено не во вакви заштитени подрачја, во многу по, да кажам, помалку еколошки релевантни подрачја, вакви активности не се дозволуваат, а камо ли овде, каде што се работи за едно природно богатство, за една шума, бидејќи, условно кажано, ако би се дозволила концесијата на овие испитуваја 3000 плюс околу 4000 хектари, минимум 1500 хектари шума би се исто, се разбира и многу повеќе, и тоа една шума со висок квалитет и така натаму. Јас само би рекол, ако веќе зборуваме за вакви проблеми, беше спомнато исто така во 21 век, вие го знаете, наспротив низа непродуктивни инвестиции на државата, не најде државата и ова влада во заменување можност да помогне, се разбира заедно, веројатно и општината немала доволно иницијативи, да се реши проблемот со водата.
Се разбира, овој рудник би бил со површински коп кој што би имал несогледиви последици на деградација на почвата, на воздухот, на поземните води, особено што нашите информации, моите информации кажуваат дека никакво испитување не е вршено на текот на поземните води. Значи, не се знае каде, што би завршиле тие штетни субстанции и каква деградација би донеле. И економска штета, зборуваме за непроценлива вредност на природните богатства, но и за земјоделието, за загадувањето на почвата, на водите и така натаму и така натаму. Значи, ако се согледаат сите аспекти, не би било баш онака како што се тврди во оваа брошура, дека би се дошло до еден поборен, побрз економски, локален развој и пошироко, дека би дошло до вработување и така натаму, бидејќи обратно, ако зборуваме дека не само еколошките и здравствените штети, многу деградацијата на животна средина носи и економски штети на подолг период. Сега, зошто не би размислувале во поинаква нас, особено за ваква планина, ваков предел, како што е планината Кожук, каде што имаме навистина многу бројни дрве, не се работи само за дрвото волчуре, кој што е заштитен како растителен вид, туку и за многу други. Зошто не би размислувале да идеме пошироко? Да на еден подолг период, имајќи предвид дека зборуваме за стандардите на Европска унија, кај нас во Република Македонија некаде под 8% имаме заштитени подрачја, заштитена територија, што е многу малко. Бидејќи Австрија има 25, Швейцарија 23. Зошто не би размислувале да го заштитиме една за секојаш ова подрачје? Зошто не би размислувале да одиме тие природни богатства и тие реткости да ги заштитиме? Се разбира, зато се потребни многобројни студии и така натаму. Нашата регулатива, каде што е имплементирана европската регулатива, токму тоа го дозволува. Има повеќе категории. Значи, строг природен резерват, потоа или подрачје на дивина, потоа национален парк, потоа споменик на природата, па потоа повеќе наменско подрачје, каде што после изгледа под студиите дошло до тоа во прва фаза, а зошто не го има во иднина и национален парк. Значи, едно заштитено подрачје или повеќе наменско подрачје, каде што има рекреативни, можност за рекреативни активности, каде што веќе има ловиште, но каде што би можело да се заштити ова природно богатство, каде што имаме неколку локации, каде како што е Круша, потоа Асан, Чешма и некои други, каде што навистина постои изобилство на природно богатство. Можеме да размислуваме во иднина да на еден подолг период, али во краток период преземеме одредени мерки, да го заштитиме што поголем дел од планината Кожук. Во иднина, зошто не, и да биде национален парк, бидејќи имаме само 3 национални парка во Република Македонија. За жал и таму се вршат одредени деградации, посебно на планината Пелисер, каде што под изговор на некоја санитарна сеча или безбедносна сеча, масовно, без потребност за некои краткорочни економски бенефити на поединци и сеча на дрво. И не значи дека не може да се случи и овде. Затоа треба да се заштити ова подрачје, се согледаат сите идеи, сите можности на еден подолг период да биде едно од овие 6 заштитени подрачја, се разбира по фази, бидејќи да се прогласи едно заштитено подрачје, потребни се анализи, студии, условно кажано попис на растителни и